Гледате ново издание на Трилинг, последно за оваа 2024 година. Влегуваме во зоната на божично-новогодишните празници. Христовото раѓање не се дочекува на издатум. За католиците Исус веќе е во рацете на Мајка Богородица. За православните Божик е на 7 јануари. На сите христијани желбите да им се исполнат среќа и пари, надеж и верба, здрави и долг живот, кој што сака и колку му треба. Уште една година на лицитации и исчекување. Војни и жртви имало и ќе има. Задоволствата и депресиите се антиподи на современиот живот. Ниту футуристите не може да се кладат на сите цивилизацијски промени. Но брзината со кој се случуваат, ретко кој може временски да ги планира. До пред една декада биткоинот беше струја и алгоритам. Од утре нов систем за финансиски вредности. Колку до вчера вештачката интелигенција беше само индустријски робот. Следува декада на промена на вредности, на новиот интелект, креативност. Само до завчера се бореат тенкови и авиони. Денес војните се водат со дронови. Ке видиме кога ќе почнат ласерските насочувања кон Вселената. Белким 2025 година. Ќе ја испратиме без глобален конфликт. Затоа и векови наназад луѓето си посакувале да има мир, спокој на душата. Екипата на Трилинг ви нуди со критичност и потик да ги следите нашите понуди за размисла. Еве што ќе гледате во вечерашното издание. Јас секогаш се залагам да Македонија како држава, како народ, сите ние како држава го имаме во 100% владение чевер. И мислам дека имаме сили за тоа. Дали всушност регбитова стана непресушен извор за криминал и корупција? Факт е дека големи пари се трошат на тој јаглен. Како тоа компанија која до пред неколку години беше добро етаблирана, финансиски стабилна, сега се доведува до состојба на загубар? Претходното раководство направи големи криминали. Претпоставувам дека се работи за сериозни пари. Порнешниот генерален директор е во бегство. Кога некој во регбитол би бил сериозно казнен заради кражбите во регбитол, секој нареден нема да го повтори тоа. Вие рековте богохулски обичај, да не говориме за еколошки порази. Овие обичаи стануваат се, само не е израз на духовното. Туку повеќе го мотивираат сетилното и телесното. Како такви тие не може да бидат комплементарни со духот на верата. Почесто сме сведоци на конфликтност меѓу обичниот човек. Никој со никого понекогаш не сака очи да си види. На што се должи? Тоа се должи на губењето на сенсот, на чувството или на оној природен амбиент во кој што човекот треба да постои, а тоа е заедништвото. Дали се главниот камен на сопнување се Бугарија и руското замешателство? Мислам дека главниот камен на сопнување е желбата за позиционирање во православието или желбата за појавување на центри во православието. Како по некоја лоша новинарска навика, црквата е во фокусот на јавноста, главно пред големите верски чествувања. А празниците се ближат. Нова година, па потоа од Божик до Великден, црквата и јавноста често се пресретнуваат. Отец Бобан Митевски ќе го најдете во црквата Свети Никола Вајр. Можете да го слушнете и како наставник по етика на Богословскиот факултет. Докторант, еден период и шеф на кабинет на поглаварот на МПЦ господин Стефан. Добре дојдовте во емисијата. Ви благодарам, добре ве најдов. Отец Бобан, христијанската црква е испреплетена со културата и со традицијата, со историјата на македонската држава. Колку црковните празници се тест за почитување на верата? Секако дека се еден, како да кажам, богодаден момент во кој што ние го презентираме она кое што го чувствуваме и она со кое што се обраќаме кон Бога. Но тука имаме една поделба и најчесто луѓето го разбираат или традиционално, или она како што ние го нарекуваме светотаински. Значи имаме луѓе кои што се идентификуваат и со празниците и со тој амбиент само заради традицијата, што за нас е некакво номинативно, значи верување, номинално верување во Бога или практикување на верата само кога се празниците. Или оној вториот дел, светотаинскиот, кој што е вистинскиот аспект или правилниот аспект на празнување на празниците, кога ние живо, сецело,
се вклучуваме во тој еден даден момент кој што во целиот духовен континуитет се појавува како еден сврзувачки, би рекол, момент на целиот тој континуитет. Затоа празниците се за нас врска со оностраното, со тоа што е од онаа страна. И одбележувајќи ги сите тие настани, сите тие личности, ние живо се поврзуваме со сето тоа доколку живееме светотаински. Доколку живееме традиционално, тоа го правиме само во име на традицијата, но христијанството не е традиција. Христијанството е начин на живот. Modus vivendi, ние сакаме да го наречеме тоа. Значи, тоа е изменување на нас самите по принципите и перспективите кои што ги нуди самата вера, односно евангелските принципи. Прочитав една анализа поодамне што вели македонските граѓани веруваат во Бога, но имаат сомнеш кон црквата и кон владиците. На што се должат овие помалку предрасуди, скептичност кон црквата? Тоа се должи на две нешта. Најпрво на незнаењето на тоа како православната црква е поставена, односно на концептот. Обично ние таквите импресии или таквиот однос го влечеме од она што сме го гледали и сме го читале главно во западното христијанство, каде што сите тие, би рекол, афери и така натаму предизвикале малку одбивност, па сега кога ќе го видиме тоа и кај нас дека се случува, веднаш се сеќаваме во меморијата на сето тоа и правиме дистинкција, односно го отфрламе овој момент, а вториот момент е немањето на доволно сведоштво од наша страна, од страна на клирот, согласно она позивот во кој што ние се наоѓаме во црквата. Јас тука често им велам на верниците, за вас свештеникот е поставен од Бога, избран е од народот, за да биде оној кој што во името на народот ќе принесува. И тој патува заедно со вас, и тој паѓа заедно со вас, и тој при тоа паѓање добива рани, и тој крвари. Затоа патуваме заедно, само што ние сме избрани тие кои што таа цела колона ја држиме за рака. На тој пат и свештениците паѓаат и треба да имаме разбирање кон падовите на свештениците. Совршенството е од онаа страна на овој свет, во вечниот живот. Ама ние сите се трудиме да се усовршуваме. Усовршувањето значи искачување. При искачувањето и ќе застанеш и ќе паднеш. Треба сите да влеземе совршени, но овдека треба да го достигнеме совршенството. Затоа велам дека треба да се има не респект, туку не веднаш да се соблазнуваме заради грешките на некој, доколку тој има свест и сенс да се кае и да ги поправа тие нешта што ги направил. Отец Боман, може ли да зборуваме за совршен свет? Да, но не овдека. Зборуваме за совршен свет кој што е надвор од материјалното постоење, односно во вечниот живот. Пред Божик, коледарски огнови, пагански обичаи, ќе каже во една прилика господин Стефан, вие рековте богохулски обичаи, да не говориме за еколошки порази. Абсурдот е што некои општини тоа го претворија во ритуал. Да, наполно ве разбирам, иако не знам дали сум бил толку експлицитен во изјавата, веројатно она кое што сум сакал да го кажам и кое што сум го мислел е дека сите тие обичаи кои што се надвор од традицијата на христијанството и кои што не се комплементарни со христијанството, на некој начин се против христијанството, а на тој начин и против Бога. Значи, секоја традиција која што ние ја поврзуваме со празникот или со христијанството треба да извира суштински и да зрачи со христијанство. Овие обичаи кои што, за жал, и тоа можеме да го провериме во таа свештена историја на црквата и во свештената историја на верата, не биле такви допред некое време. Но со нагласувањето на некој нешто, особено на конзумеризмот, овие обичаи стануваат се, само не е израз на духовното, туку повеќе го мотивираат сетилното и телесното. Како такви тие не може да бидат комплементарни со духот на верата. И затоа е нашиот апел да се вратат онаму каде што биле. Тие излегоа од црковните дворови и од црковниот амбиент и на тој начин го изгубија важното, суштинското и станаа нешто што наликува на црковно, ама воопшто не е црковно. Затоа ние сега сакаме да ги вратиме тие традиции онаму каде што им биле местото. Имало палење на огнови, но тие огнови се палеле веднаш по излегувањето од богослужението за бадник и се палеле практично. Било ладно, празникот е во јануари, луѓето да се стоплуваат, но амбиентот бил духовен, се пееле каланди, духовни песни и така натаму,
Потоа секако на огнот му се давала символиката на огнот кој што горел кај пастирите кога ним ангелите први им го соопштиле раѓањето на Спасителот на светот. Се тука таа символика можеме да ја запазиме, ама не е само символиката, туку и амбиентот мораме да го запазиме. И самите ние да се запазиме како и како символика и како амбиент во контекст на верата. Недов едно ваша констатација, црквата е премногу толерантна кон нецрковните традиции. Дали на ова алудирате? Па да, и тоа е едно правилно поставеност на работите. Црквата не веднаш сече. И таа бива толерантна, обидувајќи се низ диалогот, да го повика или да го врати сето тоа ако излегло од вистинскиот контекст, да го врати во вистинскиот контекст. Кога сме кај толеранцијата, дали тоа опфаќа и истополови бракови, хомосексуалните емоционални врски или пак забрана за абортус? Не, значи црквата може да биде и единствено толерантна кон слободната волја на човекот. Бог не ја суспендира нашата слободна волја, Бог не дарувал со слободна волја и тоа е така затоа што Бог е љубов. Ако Бог е љубов и создава во љубов, не може да создаде ограничени битија. Сега, слободната волја треба да биде устремена кон она кое што за нас е полезно, а тоа е усовршувањето по мерата на Господ. Ајде сега да не биде толку теологија, што сакам да кажам, со зборовите на светиот апостол Павле, односно на Евангелието. Се е позволено, но не ми е се од полза. Или што ако и целиот свет го придобијам, а на душата своја и напакостам. Значи, црквата е толерантна кон слободната волја на човекот, но не е толерантна кон употребата или злоупотребата на слободната волја. Во контекстот на вашето прашање, ние сме толерантни само кон она што е природно. Тоа што излегува надвор од природноста на човекот, ние можеме да го примиме како акт на слободната волја, но не можеме да го разбереме и не можеме да го прифатиме како правило кое што ќе го обликува човекот. Човекот постои само во природноста, во она во кое што е создаден. И затоа ние велиме, односот меѓу еден маж и една жена се природниот контекст во кој што човекот може да постои. Но ние не можеме да го ставиме никого на клада, на гилотина за она кое што тој одлучил да го направи, за сето тоа тој ќе одговара пред Бога. Но ние нема да престанеме да говориме што е природно, што е правилно и да го враќаме човекот кон вистинските екзистенцијални причини и екзистенцијални смисли на неговото постоење. Колку моралната декаденција во општеството се одразува во верата? Па го има и присутно е, затоа што отуѓувањето од верата или би рекол од преданиската вера, затоа што не е се вера. Само она кое што изгледа преданиски во црквата е вистинската вера, отуѓувањето од верата и од Бога наметнува и морална декаденција во општеството. И мислам дека не сме слепи тоа да го забележиме, дека се случува на секое ниво од нашето општествено уредување, од нашето постоење. Дали неетичноста се пресликува и во црковниот живот? Секако дека се пресликува и тоа е нешто на кое што ние треба да работиме. Но, знаете, ние луѓето грешиме и паѓаме во грев и тоа не е опасноста. Опасноста е ако останеме таму. И ако го валидизираме сето тоа, ако сметаме дека не е нешто што е погрешно. Ако напротив има поправање, тогаш е нели добро. Етика во религијата. Колку денеска моралот е на пиедесталот или пак се зборува за изместени вредности? Особено е суштествен за нештото време. Еве, јас деновиве бев на една таква дискусија каде што сите заклучивме дека моралот е она што му недостига на современиот човек. А верата, религиите, сега од мојот контекст тргнувајќи православието, може да му го понуди одговорот на човештвото, затоа што тоа го црпеме од Евангелието. Христос е ист и вчера, и денес, и во веки. Значи, Христос е постојаниот одговор на нашите прашања, предизвици и така натаму. Етиката во религиите има еден предмет кој што се изучува во 6-то оделение и е особено важен и јас ја охрабрувам секоја власт досега како председател на Асоциацијата на вероучители, заедно со сестра Ефимија се бориме за сето тоа. Ја охрабрувам да покаже политичка волја и овој предмет да го вметне како особено важен или да му го даде вистинското место на редовен предмет во образованието. Зошто?
Мислам дека не треба да бидеме слепи за сите случувања кои што се случуваат. Тикток револуцијата, она што се случи во Белград, она што се случи во Загреб и така натаму, мислам дека доволно го вклучија алармот за тоа колку е важно етичкото образование, но религиско етичкото образование за нашата млада популација. Јас се сеќавам професорот Кирил Темков на Филозофскиот факултет долги години инсистираше за воведување на предметот етика во образованието. Зошто таква одимност кон овој предмет? Не можеме уште да го насетиме сето тоа, зошто е тој страв, нели, од овој предмет, но едно е да зборуваме за етика, друго е да зборуваме за етика во религиите. Етиката сама како себе, сврствена во некој список од морални начела е добра, но ако ние не го видиме начелото кое што е гарант за тие морални принципи, а тоа го гледаме во етиката во религиите, тогаш луѓето, односно младата популација, немаат кого да слушаат. Младите се поврзуваат кон гарант во својот живот. Нели, ако јас излезам како нивни гарант и мене ме видат како сведок дека тоа што го зборам и го живеам и го правам, тие веднаш тргнуваат по таквиот водич. А таквиот водич е Бог. Супер се етичките принципи, но ние сега треба да ги поставиме во корелација со водич кој што е гарант за тие етички принципи, а тоа е Бог. Црквата има и своја општествена тежина. За мене беше навремено реагирање на поглаварите на верските заедници против палењето на државните или националните символи. Тоа не е прв пат, но е брзо и навремена реакција. Колкав е стравот или предострожноста тој гнев да се наметне и во црквите, џамиите, синагогите? Да, многу е опасна тука линијата и во право сте, нашата одговорност е особено одговорна, би рекол, и особено треба да се јави, да се појави во вистинското време. Јас и како шеф на кабинет бев сведок на неколку вакви собирања од кои што произлегува заеднички соопштенија. Беше особено комплексно кога беше оној скандал со црквата музеј на Кале и така натаму, и претходно некои други појави. Постои еден совет на верските лидери, кој што функционира или се активира со своето функционирање токму во вакви специфични моменти кои што можат да предизвикаат и да преминат, не дај Боже, во меѓурелигиски конфликт. Меѓу националниот конфликт политичарите лесно ќе се трудат да го менаџираат, но мислам дека најголемата опасност за нашиот контекст во кој што живееме е меѓурелигискиот контекст, конфликт, и тука ние навистина мораме да бидеме на висината на задачата. До сега тој религиски совет функционира, таму учествуваат поглаварите на сите уставни верски заедници застапени во уставот на Република Македонија. Се почесто сме сведоци на конфликтност меѓу обичниот човек. Никој со никого понекогаш не сака очи да си види. На што се должи? Тоа се должи на губењето на сенсот, на чувството или на оној природен амбиент во кој што човекот треба да постои, а тоа е заедништвото. Тука местото го зазема себичноста. Или човекот се сврте самиот кон себе си. Човекот мисли дека е самодоволен. Егоцентрични сме понекогаш? Многу. И почесто, не само понекогаш. Таа егоцентричност го урива контекстот на заедништвото. Не, човекот е создаден за заедница. Човекот не е создаден за само живот. Само животот е амбиентот на пеколо. Како може да зборуваме за заедништво ако се гледаме со недоверба меѓу себе? Па треба да зборуваме. Ние не зборуваме. Диалогот е суштинското нешто. Ние не зборуваме. Затоа се гледаме со недоверба. Тоа многу пати мене ми се покажало како успешно. Кога некој ќе не седне, да зборуваме. Тогаш се запознаваме. Еве се сеќавам, например, Конрад Аденауер на времето организираше една трибина која што траеше повеќе денови меѓу новинарите и верските заедници. Обично верските заедници и новинарите, медиумите се гледаа рововски до тој момент. Тогаш ние седнавме на иста маса и видовме дека сите имаме интереси, сега треба да се најдеме тука во заедничките интереси. Разговорот, диалогот е суштинското нешто. Дали во црквата управува конзервативното крило во синодот? Зарем жената нема право на избор? Дали се промовира дека домот, децата, бракот се единствените вредности за модерната жена? Многу често имаме дебати за неравноправност помеѓу мажот и жената.
Не знам кој како го сваќа конзерватизмот, но ние имаме радикализам, кој што го злоупотребува конзерватизмот. Значи, радикалниот конзерватизам не е добар. Она кое што е учење на црквата, или кое како црквата вистинската, велам, вистинското разбирање на верата пристапува кон жената, е тоа што жената е на особено висок пиедестал, рамноправен со мажот, поставена во таа, би рекол, теолошка предпоставка или во хиерархијата на верата од аспект не на хиерархичност на свештенство, туку од аспект на незината улога. Богородица е најдоброто избраното од човечкиот род. Та не е маж, та е жена. Бог го избра најдоброто од нашиот род за да се всели, нели, во него и преку него да се роди, а тоа беше жената. И теа тука доаѓаме кон моментот на она што го учи црквата. Црквата не учи за различност меѓу мажот и жената. Единствено се различни даровите. Жената, дарот е мајчинството. А што значи мајчинството ако не да собира, да прибира, да обединува? Таа треба да го прави на секое рамниште во животот. Ние сме за жената да се едуцира, да се образува, затоа што така повеќе ќе знае во овој свет како да не прибира сите нас, како, нели, тоа прибирање да го прави. Сега ние треба да и помагаме да не го заборави она што е суштинско заради образбата, кариерата, да не го заборави она што е суштинско преку која што жената се идентификува, а тоа е мајчинската нејзина улога, која што не мора да ја согледаме само во раѓањето. Мајка не е таа само што родила, туку мајка е таа што сака. Жената треба да сака и да не заборави да сака. И кога има кариера, и кога напредува во кариерата, и кога напредува во образованието и така натаму, затоа што таа компонента е многу важна за природниот дар на мажот. Мажот е оној кој што е отец и свештеник, жената која што е мајка. Кога тие ќе се соединат, тоа е совршенството. Отец Бобан, денуве видов едно видео во кое познатиот српски актер Било Грлич споменува една констатација, вели, како може човек да биде среќен ако живееме во несреќно општество? Затоа што ние неправилно го разбираме терминот, етимологијата на зборот среќа. Зборот среќа доаѓа од црковнословенскиот јазик и значи срешта, односно средба. Среќата е да се сретна. Среќата е во средбата со Бога, во средбата со тој што е по обличје со Бога. Среќа е ова, моето седење, разговарање со вас, средбата со вас, средбата со секој друг човек, меѓусебните средби. Среќа е средбата. Од таа средба потоа треба да излезе полза. А ние треба да бидеме достоинствени, совршени, одмерени и така натаму и да ги поставиме принципите преку кои што сите треба да ја бараме среќата. Не за мене, за нас. А во нас сум вклучени јас. Не само јас, туку и ти, и така натаму. Затоа реков претходниот момент на нашиот разговор дека среќата е тоа средбата и заедништвото. Може ли човек да биде среќен во денешно време? Може да биде среќен ако ги бара средбите, најпрво со Бога, а потоа и со другите луѓе. Какви се односите на Македонската православна црква Охридска архиепископија со Цариградската патриаршија и дали се заладуваат односите диктирани под диктат на Москва? Односи постојат и тие не се прекинати и тоа е видливо за јавноста. Нели неколку пати доаѓаше во периодот наназад представник митрополитот Вселенската патриаршија кој што служеше и сослужуваше. Последниот пат беше со блаженопокојниот митрополит Тимотеј. Исто јас можам да си го кажам, да се поставам како личен пример. Организирав годинава што изминува, што е зад нас неколку поклонички патувања. Дел од нив беа и во јурисдикцијата на Вселенската патриаршија, таму бев испратен со мирно писмо од неговото блаженство. Тоа мирно писмо за мене како канонски свештеник беше прифатено и јас служував на литургиите со свештениците кои што се во јурисдикцијата на Вселенската патриаршија. Така што само ова би го нагласил како дополнение на мојот одговор. Нашите владици никогаш не го заборавија моментот дека диалогот и разговорот е суштински и дека нашата црковна вистина тие постојано ја представуваа барајќи диалог со сите сестрински цркви. Мислам дека не би си го дозволил никој тој луксус да го прекине диалогот до конечното решение на нашето црковно прашање, односно добивањето на томосот. Во однос на автокефалноста и автономијата на црквата, тука многу информации во јавноста
проструја, но фактичката состојба која е во моментот? Видете, ние бевме автокефални, што значи само главно размислувавме и одлучувавме и пред да го добиеме актот, односно праксисот од Вселенската патриаршија. Но тоа наше само одлучување не беше легитимно пред целиот православен свет. Сега нашето само раководење, тоа го значи автокефалност, односно имаме само главност, е легитимно прифатено во целиот православен свет. Значи нашата црква е самоуправувачка, е самостојна во своите одлуки и тој аманет кој што го имаме сите ние, ерархијата на Македонската православна црква, од времето кога слушајќи ја волјата на нашиот народ за своја црква, тој аманет за автокефалноста не е заборавен. И никој нема да дозволи со ништо тој аманет за автокефалност, самостојност и самоодлучност да биде нарушен. Никакво влијание нема да го наруши сето тоа. Како вие ги коментирате одредени информации дека Македонската православна црква, Охридска архиепископија, се уште е под српско влијание, сериозно српско влијание? Не би го коментирал тоа затоа што навистина нема толку очигледни докази за сето тоа. Како сме ние по српско влијание, значи? Да, ние треба да комуницираме со сите православни цркви. Знаете, јазот со српската црква беше многу голем во овие 50 години. Сега треба малку стекнување на доверба и покажување на таа доверба. И таа комуникација е добре дојдена во овој контекст. Но ние, како што кажав, си го чуваме аманетот за нашата автокефалност. По првичните контакти со бугарската црква нема нови обиди за сослужување на архиереите од двете цркви. На што се должува? Не, таа информација би рекол дека не е точна. Неодамна епископот Делчевско-Каменички, господинот Марко, сослужуваше со епископ од Бугарската црква во Бугарија. Исто така, тука имавме неколку пати гости од Бугарската црква, владици кои што сослужува. Еве сега на закопот, на опелото на дедо Тимотеј, служеше и архиереј од Бугарската црква. Така што контактите постојат, но знаете, амбиентот на конечното решавање ќе донесе и други ползи во овој контекст. Во однос на конечното решение за Македонска православна црква, Охридска архиепископија, дали сето тоа ќе заврши, ќе зависи и од политичката разврска? Веројатно да, знаете, јас се сеќавам на изјавите кои што на времето ги искажуваше и архиепископот и некои од митрополитите, дека решавањето на нашето црковно прашање зависи од решавањето на меѓуспорот што го имавме со Република Грција, односно спорот за името. И навистина гледате тој контекст политички кој што се случи, онака како што се случи со договор, го отвори или создаде амбиент за почнување на решавање на нашето црковно прашање. Сметам дека сега геополитичката состојба во светот прави малку за стагнирање на довршување на овој процес. Дали се главниот камен на сопнување се Бугарија и руското замешателство? Мислам дека главниот камен на сопнување е желбата за позиционирање во православието или желбата за појавување на центри во православието. Тоа не е доброто и сега знаете кога имате таква некоја тенденција, секој кој што има такви пројава на такви желби сака да регрутира кон себе некого. Јас мислам дека МПЦ добро се држи во сегашниот контекст, држејќи некаква си неутралност. Отец Бобан, што ќе биде главната поента на вашите божикни проповеди? Се сеќавам постојано, за Божик ми одзвонуваат оние зборови кои што ангелите им ги кажаа на пастирите по раѓањето на ветениот Месија, на Спасителот на светот. Вели слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Комплементарноста на сето тоа. На земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Со слава на Бога во висините, со раѓањето на Спасителот на светот, мислам дека добитната девиза за човештвото. Нема добра волја, нема мир, онаму каде што е одсутен Бог во нашите животи.
А тоа, повикот за добра волја и за мир меѓу луѓето е особено суштински потребен, нели, во денешното време и мислам дека тоа постојано треба да го истакнуваме. Но како се доаѓа до добра волја и до мир? Најпрво треба да го најдеме во нас, во самите нас. Кога тој ќе го најдеме во нас, ќе почне да зрачи наоколу. И некого ќе го осветли, па друг ќе осветли, тој ќе осветли уште два, тројца и така, потоа биваме осветлени во мир и во добра волја. Ви благодарам за гостувањето. На крајот од ова издание на Трилинг, кој е последно за оваа 2024, би сакал да ви се заблагодарам, да ви посекам убави празнични денови и успешна 2025 година. Ви благодарам на поканата, ви благодарам еве што сум крај, нели, на вашата сезона и ви посакувам добар успех и добар напредок, нели, и во следната сезона и во следните сезони. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам. Претходното раководство направи големи криминали. Претпоставувам дека се работи за сериозни пари. Поранешниот генерален директор е во бегство. Кога некој во РЕК Битола би бил сериозно казнен заради кражбите во РЕК Битола, секој нареден нема да го повтори тоа.